Драги мои, добро вечер и добре ми дојдовте во уште едно саботно издание на веќе вашата најомилена емисија на телевизија Алфа, подкастот наш саботно издание. Вечерва имам гостин, исклучителен човек и првата реченица во најавата која делумно ќе ја читам, делумно спонтано ќе си ја кажам е дека е најдобриот тату уметник меѓу историчарите или најдобриот историчар меѓу мајсторите, би рекла, за тетовирање во Македонија. Имено тој го наследува неговиот бизнис, еве условно кажано, уметнички бизнис од неговиот татко, кој е меѓу првите или можеби прв во Македонија во времето на раните 80-ти, кога сме биле Југославија, односно во рамките на Југославија, кој во тоа време имал храброст, доблест, идеја и визија да се занимава со тетовирачка уметност, ако е ова правиот збор или правата фраза за да се опише навистина оваа специфична уметност на кожата, за да потоа неговиот син на уште 5-16 години ги прави првите врвни тетоважи и веќе е свесен дека ќе стане наследник на татко му, за да потоа другиот дел од неговиот развоен правец ќе ви го раскаже сам. Она што е фасцинантно е дека има работено во Италија, Швајцарија, Данска, Холандија, Германија, каде што пред да почнеме со снимањето на овој подкаст ми кажат дека имали понуда 100% да му го откупат брендот. Можете да замислите каков уметник имаме во Македонија. Понатаму Австрија, тоа се европските земји, но и Турција, каде што бил обучувач на тема тату уметноста, надвор од границите на Европа, работел на Карибите, работел во Америка каде што има стажирано, верувајте ми, има бројни награди во форма на сертификат за неговото знаење, неговата стручност како тренер, вака народски кажано во ова област. Наградата или па би рекла, наградата на некој начин во Холандија му е 2010 година, 2013 на не сум запишала во која земја, ама ово е правиот момент да ви го најавам вечерва мојот драг гостин Игор Механџиски. Добро вечер и добри дојде. Добро вечер. Благодарам на поканата, Искра. Ми е чест што си вечерва тука. Со тебе. Верувам дека ваков тип на емисија на тема ова се што ќе го говориме вечерва не сум имала прилика до сега да видам, откако сум во Фелава и работам. Може би имало во рамки на естрадните забавните магазини како и да е, ама ние вечерва ќе му дадеме печат на сето ова што ти го правиш и твојата професија од еден поинаков агол. Ајде прво оваа 2013 наградата каде ти е? 2013 година во Данска мислам или не? Не, 2013 е во Софија и ми е многу драга затоа зашто во Софија се представивме со еден македонски мотив кој што беше со воодушевување признаен во тие рамки на уметниците таму во Бугарија. Тоа значи дека имаш модел на кого во моментот работиш македонски мотив и практично добиваш награда за истиот. Точно така. Многу интересно и многу особено драга и мила награда затоа што е таму во Софија. На тема презимето, твоето е единствено, мислам дека не постои човек кој што сум го сретнал или семејство во Македонија со баш вакво презиме. Гледачите имаат прилика да го читаат додека зборуваме во подписот твој. Механџиски. Вака ако може да го, нели, буква по буква да ги наредиме. Од каде е Механџиски? Има историја, верувам, презимето. Секако дека има историја. Многу време го познавам, ги познавам своите предци, сум дал доста напор за да истражам, да видам до каде може таа линија да оди и да ти кажам, нарочито е ДЖ направено, затоа зашто така било порано. Така моите предци се потпишувале, така го пронедов презимето во оние црковни книги каде што се крштени и издавани и не сакав воопшто да додавам или да одземам нешто на тоа. Инаку презимето јас го враќам, моите татко и дедо не го имаат тоа презиме, затоа зашто прадедо ми, бидејќи бил осуден за непријател на тогашното кралство СХС, морал да го смени презимето за да може да патува надвор од државата. И какво било? Пак некоја модификација на ич? Не. Презимето дедо ми и татко ми кое што го носат е Спасовски. Добра. Јас кога дознавам за сета таа работа, викам
луѓе, ние имаме традиција семејна која што не треба да ја оставиме. Значи, јас презимето ќе си го вратам и си го зимам назад. Се уште татко ми, брат ми, тие се спасовски, но јас сум механџиски. Каков човек, прекрасно. Се ќе ни раскажеш за твојата филозофија на живење, за развојниот пат и така натаму. Кога всушност Игор стана сигурен дека тетовирањето ќе биде твојата љубов? Кој е моментот во развојниот пат? Верувам дека е тоа нешто што си го гледал од татко ти, си го следал, си го живеел, меѓутоа еве кога стануваш свесен дека ќе живееш уметноста? Кожната уметност или тетовирачката? Така е, кожната уметност. Убаво кажа, ја таа уметност ја живеев, така да не можам да ти кажам дека сум бил свесен, ја едноставно израснав со тоа. Значи, уште од мали години памтам татко ми кога примаше луѓе, ние затоа зашто тогаш беше забрането тетовирањето во државата. Збориме за 80-тите рани. Точно така. Тоа го правеше дома. Имавме во едно дуќанче во дворот, порано било гаража, каде што се паркирале колите, татко ми го модифицира тоа да биде еден вид на студио за тетовирање и тука ги примаше сите оние од цела Југославија кои што доаѓа, затоа зашто мислам дека во тоа време во тогашна Југославија дали постоја 4 или 5 такви луѓе кои што работеа низ цела Југославија. Можеш да си замислиш од каде се има доаѓано луѓе. Јас од тој начин на живење, на комуникација со луѓето како што се дружеа, тогаш бев фасциниран уште од мал. И едноставно така и продолжив со тоа. Немав можност да размислам дали да се занимавам или да не се занимавам. Едноставно ми беше вродено тоа. Така е. Му помагав на татко ми кога ги спремаше на почеток цртежите, значи уште од мал почнав да цртам. Тоа значи твоето образование се совпаѓаше со љубовта твоја? Зборувам за, не знам, средно уметничко училиште или како и да е. Не, средно имам електротехничар, иако графичкиот дизајн тогаш беше така денеска се кажува графички дизајн, ние тогаш ги цртавме, ги цртавме оние мрежи за струја, така да педантноста, трпението, стратегијата во самото пуштање на линиите беше уште од средно училиште. Мада и во основно училиште јас сакав да цртам, се занимавав со ликовни секции, имаше тоа. Лаиците како мене памтат дека почетоците на тетовирањето во држава, па и малце регионално е, оние JNA во војска кога одеа по старите или во затвор исто сме огледали тетовирање, легендарниот филм. Ама значи дека има поинакви некакви корени сепак оваа уметност во Македонија. Како се наплаќаше тогаш, тоа е исто нешто што сега ми текна? Беше ли скапо или сега можеби или па не може да се прават споредби во зависност од ниве? Не може да се прават споредби затоа зашто тогаш луѓето значи само одреден вид на луѓе се тетовираа во тоа време. Ние имавме во тогашната Југославија, јас иако мал, памтам дека имавме многу добро развиена рок и панк сцена, нарочито она андерграунд рок и панк сцена, која што луѓето сакаа да ја одсликаат на еден балкански начин. И имаше некој вид на уметничко изразување преку тетоважите. Значи, ако видите, например, еве, Бог да го прости Бора Чорба, значи тој ја имаше истетовирано неговиот онај знак што е на групата, коската од рибата. Да. Значи, сакаат да се изразуваат на свој начин. Луѓето го живеа тој начин на изразување тука, на овој простор. Да, имаше и JNA, имаше и голи женски и такви работи. Точно, но сепак за
поразвиените. Тоа беше за оние кои што да сум гледал некого како тетовираат, па у војска со игла да земам да истетовирам нешто што е најлесно, знакчето од Lucky Strike или што и да е. Точно, леле, да. За поразвиените, тие кои што знаеа како татко ми да го направат тоа подобро, сепак мораше да се долови некоја уметност. И луѓето баш поради тоа иде од цела Југославија кај него тоа да го направат. Така е, многу интересна приказна во секој случај. Развојниот пат твој е веќе познат, особено за оние кои се твои клиенти, да речеме, а има такви бројни. Студиото е Tattoo Skin Art, познатото во Буњаковец во трговскиот центар. Ова е реклама и тоа со радост срце, зошто бидејќи брендови како твојот, односно како ти, на вистина треба јавно да се споменуваат без да се бара надокнада за рекламирање. Кој е стилот на уметност на работа на Игор Миханџиски? Јас сум мајстор за тетовирање. За да станеш мајстор мора да ги знаеш сите стилови на тетовирање. Во светот на тетовирањето тоа се вика all rounder. Значи ги познавам сите стилови кои што се моментално актуелни, кои што претходно постоеле како стилови, но познавањето на техниката во тетовирањето доведува до тоа да секој нов стил кој што ќе биде уметнички изразен, за мене биде во старт скоро 70-80% возможен да го изработам. Затоа зашто техниката ми е позната на секој еден можен начин за обработка на било каква тетоважа. Сега секој уметник има свој начин на изразување на уметноста на кожа. Јас во последниве 10-15 години веќе не се ни трудам да правам копија на нешто, бидејќи разбирам што е душата на самата уметност. За да ти знаеш да го направиш на хартија или на кожа, посебно на кожа, тоа кое што си го замислил во главата, треба да има душа. Треба да има личен допир кон сликата која што ја правиш и после тој кој што ќе ја носи таа уметност, да може да се гордее дека е еден и единствен кој што има такво нешто во целиот свет. Значи тоа го дозволува секој еден уметник да го направи. Значи не само јас, него секој еден кој што има барем малку имагинација, фантазија, да го направи тоа со свој допир, со своја точка, нема никаков проблем. Но човековиот карактер не е хартија, односно не е платно или за сликање, тука е нешто кое што подложи на промени, разни реакции кои не можеш да ги предвидиш. Ти како уметник треба да бидеш во овој тип на уметност на некој начин и дерматолог, па на некој начин и психолог, бидејќи верувам или можеби не, ајде и тоа ќе не го откриеш, се случува да излезе клиентка ултра задоволна, да ти каже дека практично душата на тоа што го замислила го гледа преку тетоважата, меѓутоа веројатно имало и ситуации кога после ден, два, три ќе ти рече ова ли е тоа, може требаше вака или онака. Тешко ли е сето тоа да го вклопиш со твојата техника, жилба на изразување, начин на работа? Што е потешко? Мислам, не што е потешко, ова го тргаме бидејќи знам дека си мајстор. Но еве ова колку ги комплицира работите? Ги комплицира, но самата, значи, како да го објаснам тоа, самото искуство со луѓето. Значи, јас сум израснат со луѓе. Значи, сум израснат, зборувам во таква средина каде што постојано на дополнување и сослушување е нормален след на денот. И на секој еден муштерија му предлагам така и тој да прави. Дојди во студиото, да седнеме, да разговараме, за да те разберам што всушност е твојата поента, што сакаш. Немој да се ограничуваш дека она кое што го гледаш на интернет или она кое што некој друг го направил е максимумот кое што можеш да го добиеш. Можеш многу подобро да добиеш. Јас ќе се потрудам да те разберам, за да можам да го направам тоа многу подобро од она кое што ти го гледаш на Facebook, на Instagram, на било каде на интернет како тетоважа. Тоа е она кое што
го прави оној претходно што ти кажав, оној допир кој што го внесуваш како уметник. Кога ти ќе знаеш на човекот да му ја допреш мислата, значи тоа е 100% успех. Тогаш тој ќе биде задоволен дека до крајот на својот живот ќе го има она кое што е белег за него, дека тој сакал тука да стави една точка до тука, а од тука натака може би следната тетоважа ќе видиме што ќе изрази. Да, а вообичаено е така. Можам да заклучам од ова што го зборуваш дека всушност поважно ти е значењето од колку самата тетоважа. Така е. Сега веќе да. Так, а каква е приказната кај клиентите? Дали нив денешниот современиот стил на живење и тоа колку се популарни тетовирањата како кожна уметност или уметност на кожата, можеш да кажеш дека е само како таков, како изглед, или дека луѓето сепак за значењето се врзуваат? Види, ја ова кога го зборувам на база општо. Затоа зашто генерално. Да, затоа зашто работам со луѓе од цел свет. Јас имам закажани термини кои што ми пишуваат од Јужна Америка, од Европа, од Англија, од сите страни на светот. Сакам оваа година да добијам тетоважа од тебе, закажуваме термин тогаш и тој доаѓа. За мене е тоа голема чест да препатува толку за да дојде во Македонија, за да може тоа да го направи. Во Македонија за македонците кога зборуваме, малку културата на тетовирањето е по назад. Затоа што ние сме сепак малку и по-спонтани луѓе. Ние сакаме во моментот кога видиме нешто што ни се допаѓа, тогаш и да го добиеме. Не размислувајќи дека ова е нешто кое што треба да трае цел живот. Тука на таа тема треба да се поработи малце, но тоа го оставам на моите колеги помлади. Се надевам дека они тоа го разбираат, затоа што јас верувај дека во Македонија има огромен број на многу добри артисти, дури многу помлади од мене, но уметнички се доста подковани за да можат да бидат многу повише од ова кое што се. Само треба да си дозволат тату културата во Македонија малку повеќе да порасне, да им се објасни тоа на македонците, дека можат, како што кажав претходно, да добијат и повеќе од она кое што го замислуваат. Да, прекрасно кажано. Ти си човек кој што уште во најавата кажав го има поминато буквално можеби 2/3 или половина свет, како и да, и тоа ќе го дискутираме во посебен дел сет од прашања. Ги спомена младите колеги, истовремено да верувам дека има артисти кои и ти си ги обучувал, кои и учеле од тебе, меѓутоа и кои вродено или не знам се таленти посебни, меѓутоа има и луѓе кои мислат дека може тоа со 2-3 часа обука или не знам како да почнат да го работат, затоа што имаат пари да отворат студио и така натаму. Каквите се повеќе? Овие или оние? Прво да ти кажам, јас нескромно, секогаш кога ќе седнам со било кој некој помлад колега да разговарам, не поради некоја желба за да бидам глорифициран или нешто да ми се дава некаква значајност. Им кажувам на сите дека благодарение без разлика каде и да го научил тетовирањево. Благодарение на мене и на татко ми во Македонија, тетовирањето е тоа што е денеска. Секој еден, без разлика кој да е артист во Македонија, е чепнат од она кое што ние сме го донеле во Македонија. Зошто? Затоа зашто на времето, кога татко ми почна да тетовира, овдека не се знаеше за машинско тетовирање, не се знаеше за тетовирање во боја, не се знаеше за стерилизација, за вкрстена контаминација, за сите тие правила кои што денеска секој еден, се надевам и млад артист, дека ги спроведува. Ние сме тие кои што буквално ставивме еден почеток на вид на тетовирање, како тоа треба да изгледа во Македонија. Ова го кажувам затоа зашто имав можност да седам со Кери Барбара. Таа е еден многу голем пионер во светот на тетовирањето. Да доловам само колку голем пионер е. Да, молим. Значи, на времето, кога почнале во Америка да тетовираат, не користеле ракавици.
не користеле шамивчиња за бришење или некаква посебна течност. На Кери Барбара и текнува дека премногу се прави со боите во рацете, не може женско не може да си ги поднесува ноктите со боја под нокти. И вика, значи сум го слушал Муаветов лично, вика јас заминав во аптека да купам еден пар ракавици и моите колеги каде што работевме во студиото ми викаат: "Немој, те молам, Кери, те молам, немој да ставаш ракавици." Зошто да не ставам? Ако ставиш ти ракавици, ќе треба сите ние по тебе да ги носиме ракавици. Што е вистина? И од тогаш сите тату артисти почнале да носат ракавици ради хигиената. Во таа смисла и го кажувам тоа дека јас можеби на некого му е мило или не му е мило за тоа што ете сме ги поставиле тие темели тука во Македонија за овој вид на тетовирање, но тоа е фактот. И тоа ние сме го направиле. Така е. И на хартија, меѓу другото, како формална, како правна рамка преточена во закон, си лично автор на сите членови одредби или повеќето како и да е. Значи, законот, вака народски кажано, за тетовирање е твое дело своевремено пред неполна деценија, ако не грешам. Така е донесен? Да. Добра. И идеја и дело. Ето така. Од сегашна перспектива му треба ли промена, некаква доработка, треба ли нешто да се... Треба уште многу да се доработува, но јас тоа до тука сум го завршил своето. Оставам на младите артисти да решат што тоа им смета и колку тоа треба да се доработува. Многу добар пример беше моментот кога го имавме корона животот. Така. Кога многу од младиве, а и постариве артисти видоа дека всушност нивниот бизнис не е толку заштитен како фела, како што и другите фели се заштитени во Македонија. Така да се надевам дека ќе имаат еден вид на буст од таа гледна точка, дека ова е работа која што, еве јас сум пример, веќе оваа година полнам 50 години, цел живот се занимавам со тетовирање. Јас нешто друго да работам не знам. Тоа ми е... Да збориме за баш цел животот, твоите 5-16. Точно така. Тоа е и така како тату артисти планирам да се пензионирам. Така да... Како ли ќе изгледа тоа? Не ти верувам. Да, не ти верувам во секој случај. Да. Сакав да кажам дека на нив е да видат дали треба во законот нешто да се доработи, да се вметне, кое што ќе им одговара, утре тие да бидат позаштитени. Јас тогаш во тоа време размислував во смисла што имаше многу нелојална конкуренција. Имаше луѓе кои што сакаа да дадат лош предзнак на тетовирањето како уметност. Сакав да го заштитам тетовирањето како за мене една од најубавите уметности. Ние имаме, например, во Франција на универзитет се изучува тетовирањето како стил во уметноста. Имано тоа ќе ми беше едно од следните прашања, зошто кај нас го немаме во таа форма? Не сме ние до толку развиени, значи нашето општество не е толку развиено во овој вид на културата. Сепак се уште, значи не можам да се пожалам, за разлика од пред 20-30 години какви предрасуди имаше, денеска сме топ за наши услови. Значи во еден живот ти да видиш таква промена, тоа е еден голем успех. Но така сепак се уште на некои места има каде што тетовирањето е означено со многу лош предзнак. Што Ма верувам дека тоа е во други европски земји. Во делови од земји за кои ние велиме дека се сериозни, високо развиени демократски држави во било која смисла, веројатно има и таму некакви чудни предрасуди на темата, не е дека е само нашето тло или регионов. За жал, кај нас уметниците не се третираат како уметници. Ние уметноста ја приемаме прво како еден вид на академска делатност, што не е така. Значи, уметноста треба да биде и талент. Нешто кое што Господ ти го дал, не мора ти тоа да го спроведеш преку кој знае каква едукација. Едноставно талентот да е ние во Македонија имаме толку многу талентирани уметници кои што
верувам некои од нив дури ни средно ликовно немаат завршено, а се познати во светски рамки. Така да нашето општество не знае тука да направи разлика помеѓу што е академик, образован и талентиран уметник кој што си ја работи својата работа. Да, кој е академски граѓанин, а кој е талентиран во право се. Ќе збориме уште и на таа тема, ќе збориме за твоите странски искуства и еден куп провокативни и интересни моменти кои знам дека ќе ги споделиш со нас, но при тоа сакам да се задржиме малку во неколку минути или неколку прашања на она прва реченица од најавата, тоа е дека си најдобриот или најголемиот познавач на македонската историја меѓу тату уметниците или обратното, како и да е, држи вода, тоа е основано. Ти ја обожаваш, ја почитуваш, но и многу длабоко ја познаваш македонската историја. Дали е тоа љубов од раѓање или е нешто кое што во текот на животот чувствуваш дека силно те обзема, па е дел од воспитувањето, мислам сега. Валјда добро е прашањево. Знаеш што сакам да кажам. Да, прво семејната историја ме натера да влезам малку подлабоко. Тоа беше малку подлабоко внатре во историјата. Кој сум, што сум, кои се почетоците, корените. И од тука почна целата љубов кон самата историја. Јас сум 76-та генерација, значи во раните детски денови бев сведок на македонската независност, на сето она кое што се градеше како македонско и мислам дека љубовта кон татковината е она кое што ме натера да влезам подлабоко кон историјата. Зошто го кажувам тоа? Можеби и од денешен аспект тоа ќе биде најубаво разберено ако кажам дека ние живееме во време кога имаме еден вид на музејски парадокс. Погледни што ни се случува од нашите соседи. Одиш во музеј во Белград, туристичка атракција и нешто највеќе што може да се покаже се македонските маски од Охрид. Така. Заминуваш во Бугарија. Историјата која што ја покажуваат е сето она кое што го украле и изнеле од Македонија, црковното богатство, плаштеницата на Свети Климент Охридски, круната, тоа е со кое што се фалат. Одиш во Атина, таму имаш македонско сонце, македонски гробници и сето она кое што е македонско и на крај завршуваш во Албанија, каде што Александар Македонски почнува да станува албанец, не знам по која логика. Да. И на крајот, јас кога бев во војска, дал заклетва на она македонско знаме со 16 краци. Денеска тие 16 краци ги скративме со 8. Им дадовме по еден зрак на секој од нашиве комши, за да малку бидат осветлени од некаква сончева светлина, за да можат било што да имаат, да се пофалат. На крајот тие доаѓаат и на нас ни кажуваат дека ние нешто крадеме од нив, а секое зракченце од сонценце знаат дека е македонско. Значи ти благодарам што ова вака го спакува, за да го разберат и оние кои суштината на историскиот идентитет на оваа држава уште не им е баш доволно јасно, особено младите кои ги гледам дека се ја сакаат земјата. Има еден бран на осцилации, особено кај полуматурантиве кога слават па влегуваат со музики, нели во училиштата и гледам што сакаат да се одсвери, што пеат и така натаму. Значи ова вака како сюжета муа ми сичи си го во форма на рилсчиња и објавувај го што почесто, ти знам дека имаш и следбеници. Мене ова баш ме погаѓа затоа зашто ја ова го живеев. Значи ја доживеавме, ја гледав 91-а, 94-та и оние промени кои што следуваа, промената на тогашната власт 98-ма, 2001 година воениот конфликт сум учесник. Доброволец? Да, со драго срце.
Значи тоа мислам беше една обврска. Ова не го знаев. Ова е фантастична информација. И се понатака кое што доаѓаше, секогаш си дозволував не од некоја политичка причина, туку баш од она кое што се кажува љубов кон татковината да биде представено со личен пример. Затоа зашто не знам како да го објаснам тоа. Ние еднашка за секогаш мораме да разбереме дека ова е наша татковина, дека кога ќе кажеш Македонија со извинување кон сите мајки, јас го кажувам дека таа ни е мајката. И ние како што се однесуваме кон сопствената мајка, така треба да се однесуваме и кон татковината. Оти сум сигурна дека ова е нешто кое што си го гледал во сите странски земји. Така е. Само кај нас е срамота, веројатно ова вака да се представи. Така или грешно? Да, јас секаде каде што одев, со гордост, без разлика каде и да работев, со гордост го носев името Македонија. Значи, јас немав никаков проблем у тоа време, дали Фиром, дали Скопје, дали е тоа Бугарија, Грција, Албанија, Америка, Германија. Значи, мене ме знаеа како скинар тату студио од Македонија. Поинтата ми беше дека странците си се патриоти и секој за својата земја, французите не зборат англиски, германците не сакаат англиски, си го почитуваат јазикот. Сакам да кажам само кај нас се срамота да си патриот со исклучок на луѓе како тебе. Тоа ми беше поинтата, но фала ти за сите овие детали што ги завади во овој контекст, да нове актуелно, бидејќи го прочитав и твојот статус на социјалните мрежи. Лично многу не ми значи, бидејќи не сметам дека е еден шоумен како Слави Трифунов во Бугарија, веројатно дека сега после оваа изјава малку и ќе не расчерача, оти знам дека ги следат моите емисии бугарските политичари и оние служби кои се задолжени за тоа, настрана и ги поздравуваме. Поентата ми е дека имаше многу провокативна и дрска порака кон Македонија, неосновано би рекла, затоа што и де факто ние никогаш како народ и како политичари први не стартуваме ниту во никакви тенденции, ниту во никакви тензии, уште помалку во провокации. Настрана тоа. Тој ќе рече, односно неговата порака исто така на социјалните мрежи, ќе сме ја гледале Европската унија ни скрива макарона. И покрај сите негови други пораки кои најповеќе одговараат на неговиот електорат, се разбери и навредит, имаше многу интересен статус во контекст на она што пред малку го одговараше дека им дадовме на сите по малку светлина за со нашата да се китат, нели по принципот така на туги перија да се фала дека имаат нешто кое пак потекнуваат кај нас. И ќе напишеш вака: Македонците држава ви дадоа, државата ви ја создадоа и сега плачете што не знаете да ја управувате. Не знаете на каде тирате, а јас убаво да ви порачам. Македонскиот јазик, писмо, култура и традиција ќе ги добиете кога Левски ќе стапне на месечина, а можеби и кога од азијатци ќе станете европејци. Многу е жалосна таа тема со Бугарија. Значи, тие буквално не знаат, според мене, на каде тераат. Ние сме луѓе кои што ја разбираме нивната болка, ајде да кажам. Затоа зашто најверојатно кога ќе поминеш од таа страна, тие имаат болка кога на нив ќе им се соопшти такво нешто. Заробени се во една рамка каде што не смеат да излезат од онаа рамка која што Тодор Живков им ја кажувал за време на комунизмот. Тие не смеат да погледнат што е нивната историја, што е нивната традиција, па дури и гледам политичарите им се мешаат во историографијата, затоа историчарите и не можат да се договорат колку тези на нивната историја постои во сама Бугарија. Јас постојано активен сум доста на TikTok и пробувам колку што можам повеќе да правам по некој лайвстрим на тема историја, да дискутираме со разни луѓе на оваа тема, и проблемот секогаш го делам на два дела. Значи, прво е политичкиот фалсификат. Тие го живеат политичкиот фалсификат, на кое што благодарение еве на нашиот премиер професор доктор Христијан Мицковски со неговата да кажам брилијантна стратегија за да ги стави во ќош
да се види намерата, како сакаат да ја премостат тој политички фалсификат на крадење на она кое што се нарекува македонска култура, македонска традиција, секое што ние треба да се гордееме, тие викаат не. Тоа не може да го земете. Ете, тој е човекот кој што им кажа не, доста до тука одеше со китење туѓи перја. Нашите перја оставете ги на нас, а вие, ако сакате, имајте од тука на натака ваши перја. Заради тоа и таа порака која што ја кажувам, нека решат они кои се, што се и како се. Нека не ни се мешат. А историјата е ова, фактите се тие. Тоа е историјата. Затоа и вториот дел е историската анализа која што тие се плашат во 21 век искра да ја направат. Значи тие и логично. Мислам разбирливо зашто се на сопстените граѓани не сакаат да им соопштат луѓе. Свети Кирил и Методи се светители кои што се од Солун, тие не се бугари. Ние во времето на Свети Климент и Свети Наум Охридски зборувавме на тюрко-алтајски јазик. Не зборувавме на славјански јазик. Значи, бугарите се претопени тука на Балканскиот полуостров. Значи, тие се влеани во таа река на славјанство овдека. Немаат тие С од славјанство. Значи, да кажат, ова е изворно наше мајчино, ако ја видите нашата носија, ако ја видите шапката, ако ја видите, не знам, опинциве, значи ништо тоа не е бугарско. Сето тоа е македонско. Од најмала ситница, од најмал детал до највисокото, кога зборуваме за циркуси што сакаат да зборат за македонскиот јазик. Значи, јас не можам да разберам како може некој интелектуалец да си дозволи да излезе на телевизија и да каже тие, македонците, зборуваат на некаков бугарски дијалект. Ало, ние не зборуваме тюрко-алтајски. Каков е тој дијалект бугарски? Бугарскиот мајчин јазик треба да се гледа според мајка. Која име мајка на нив? Македонија име мајка. Нека кажат, ќе ги примиме во прегратките македонски, нека си бидат македонци и завршена работа. И ова е задолжителен рил кој ќе го исачеш, бидејќи тоа е тоа. Ама тоа е. Накуса целата суштина на проблемот што Бугарија го има со нас, бидејќи ние никогаш не сме имале проблем со Бугарија. Ние сме принудени ова да им го кажуваме. Така. Значи, тие од нас бараат ние ова да им го соопштиме и на сметка на тоа тие на нас ни се лутат. Па ние молчевме цело време, ние не ве предизвикувавме, ние не ви кажувавме продолжете да живеете такви какви што сте. Знаеме дека имаме повеќе од 2-3 милиони македонци кои што се со македонски корен, кои што живеат во денешна Бугарија. Ние знаеме дека самосвеста кај луѓето се раѓа според местото на раѓање. Тие луѓе денеска и да станале бугари. Во ред тука да застанеме. Значи, од македонци, кои што вашите дедовци, прадедовци биле иселеници, се иселиле во Бугарија, станале бугарски граѓани, живеат како бугари, вие сте денеска бугари. Дај да застанеме тука. Не мора да се убедуваме кој е поголем македонец, затоа што сме заедно македонци и вие и ние. Не мислам одлично, ова е историска фактографија, ова не е жилбата на Игор Миханџиски или не знам. Ова денеска во 21 век дури е искра и смешно да се дискутира. Да, имано. Ама види, мора да се дискутира, принудени сме. И треба и децава наши да знаат во суштина која е точната историска димензија а на крајот и тие нека слушаат, бидејќи тоа е тоа. Замисли, тие во 21 век ни го асимилираат македонското малцинство во Пиринска Македонија, оправдувајќи се со тоа дека нивната држава, нивниот устав, нивното уредување е такво какво што е. Јас сум осетлив кога станува збор за македонски живот. За мене тоа е убиство на еден македонец. Значи, тие ја убиваат целата македонска култура, традиција и се она кое што е македонско во Пиринска Македонија, на сметка на тоа да се докажат дека имаат нешто кое што
по не знам какво правило им припаѓа на нив. Никакво нивно правило, веројатно. Тоа е само нивно правило. Значи, секаде каде што би отишле на запад, кога би го кажале тоа, видете, ние затоа зашто ја освоивме оваа територија, имаме право не само на Пиринска Македонија, туку на се што е културно наследство македонско, традиција, култура, јазик, се тоа е наше бугарско, значи ќе им се изнасмеат искра. Значи ќе ги направат луди. Тие тоа си го дозволуваат во јавност да го кажуваат, излегуваат на телевизија, ни соопштуваат такви пораки дека наоѓаат јадни душички кои што нели читаат преку ноќ, па утре сабајле кога се будат како бугари, да. Бугари не земајки го во предвид овој факт. Значи ние имаме дури и во Македонија квази аналитичари кои што се преправаат дека имаат некакво познавање на историја, кои што не сакаат овој факт да го земат во обзир. Апсолутно. Значи што тоа, затоа го кажав и примерот со музеите. Значи што тоа ние крадеме, од кого ние тоа крадеме, кога сите тие околу нас презентираат нешто македонско. Ние си имаме како држава, како народ, имаме право на свој историски наратив. Ние имаме право нормално. Да, на своја државна традиција, култура и се она во историјата кое што ни следува. Така. Не може тоа никој да ни го одземе. Тие треба да разберат. Се појавуваат смешни ликови на граница кои што викаат ја дојдов на македонска граница, но мене овдека не ми треба пасош, мене овдека не ми треба ништо за да поминам, затоа зашто ја не верувам дека тоа од другата страна е држава. Па добро бе, бујрум, па после завршуваат у паланка на суд, така. Па зошто ни ги судите бугариве, па братче, тој воопшто не покажува никаков почит каде што дошол и каде што стапнал. Како да го третирам јас? Еве нека не е овој историски контекст било каков да е друг. Ти влегуваш во држава со провокации, со провокативни, со боксирачи, што е оружје и така натаму, и каков треба третман да имаш, да те погалат. Нормално дека ќе те однесат во полициска станица. И мислам дека овој Слави Трифунов уште ја носи болката од она што на времето Игор Џамбазов му го кажа во интервјуто во Сред Софија. Така. Да, кога му кажа, слушај братче, не значи ова и ова знаменце, значи тоа некако не оди, дај да си ги разделиме, да си бидеме ти овде, ја овде, уште ја носи таа болка и заради тоа му се тие коментари. Но и обидите да се факторизира, сепак Бугарија не престана да има избори. По не знам веќе колку години се заглавени во сериозна политичка криза. Тоа е жално што таму реално, ако погледнеш, нема вистински политичар. Значи тие се заглавени во една дупка, ете, една певалјка пробува да станува политичар и утре ако се факторизира, значи народот кога нема избор некој друг да гласа, ќе го изгласа него, може да биде некој министер и како оној бугариве го вика, мислам Шкембе војвода што беше министер за одбрана, ќе диктира некаков начин на живот помеѓу две соседни држави. Мислам, циркус. Да, апсолутно да. Фасцинантно како ти ова сето го изнеса на еден многу разбирив начин, автентичен, и мислам дека повеќе гости вакви ми требаат, особено за будење на младата публика. Кој дел од историјава, од историскиот македонски период те највеќе те фасцинира? Ако гледаш периодично, значи не ја познаваш македонската историја. Значи македонската историја се учи од А до Ш. Па веројатно и не ја познавам многу тема, но никако не ја познавам како тебе. Да. Мораш од А до Ш, затоа зашто тоа е скалило по скалило како да се качуваш на една илјадокатница. Ако еден спрат пропуштиш, значи ти можеш да мислиш дека некаде нешто ти недостасува, се пипкаш по џебови, овдека ми е празно. Буквално секој спрат од таа илјадокатница е полна со богата историографија. Дали е тоа религиозно, дали е тоа стратегиски, воено, уметност, архитектура, секаде. И ми е жал што, например, нашиви историчари не сакат да се одважат малку повеќе тоа да го испромовираат и јавно. Затоа што јас знам дека тие тоа го знаат. Значи, тој цел еден, не знам, сплет на околности од создавањето на Македонија како кралство на Балканскиот полуостров до денеска, до денешната независна слободна Република Македонија,
ние македонското име го живееме со нашето ДНК. Значи, од колено на колено се споделува секој еден детал. Ние, еве, еден пример да ти дадам, значи имаме 902 година, кога комитетите се организираат за Илинденското востание по одлуката, се спуштаат од Македонија, па и оние од злогласниот Врховен комитет од Софија, се спуштаат да ги организираат македонците низ Егејска Македонија посебно, Ленинско и Воденско, и носат еден проглас. Значи, во тој проглас, Искра, тие кажуваат оваа историја која што јас ти ја кажувам напишано, написмено. Ова го имаат и бугариве како доказ, кога ќе кажат, не знам, Македонската револуционерна организација била по било какво правило некакво бугарско. Значи, таму тие луѓе кои што го напишале тој проглас, значи, тоа е посебно Борис Сарафов, пишува вие македонците не треба да ги изневерите своите предци. Филип и Александар Македонски, македонскиот цар Самуил и македонскиот крал Марко. Вие треба да бидете достојни потомци на нивната вековна борба за слобода на Македонија и македонскиот народ. Ти го знаеш прогласот, човек. Фасцинантно. Па, добро, јас сега не цитирам... добро, мислам, ова е практично. Да, но ова е дел... Дословен цитат. Да, ова е само дел од она, кое што ние имаме толку многу исечоци од македонски револуционери, значи зборувам уште од времето кога па ниту србите, ниту бугарите, ниту грците немале желба да имаат своја држава надвор од Отоманската империја. Значи, многу малку, например, обрнуваме внимание на првиот крал на некакво независно кралство во Македонија, Петар Карпош. Значи, човекот кој што е прво забоден на кол на камениот мост во Скопје, па после тоа исечен и расфрлан низ реката Вардар за да не му се знаат останките каде му се. Значи, тоа е период кога ниту во Бугарија, ниту во Грција, ниту во Србија, воопшто абер немале дека сакаат да се ослободуваат од некакво отоманско робство, а ние овдека сме воделе борби за наша сопствена држава. Сите ова е толку многу работи од ова не знам, а толку многу гледајќи од денешна перспектива го разбирам фактот на нашата интелигенција, на нашите успешни луѓе во светот, бидејќи тоа е ДНК, таа амбициозна, ентузијастичка мисла, енергија која уште своевремено била многу жива, исто и сега имаме на секаде, само што не знаеме да се сакаме и да се цениме. Ќе си играме со темите и со прашањата, ти знам дека и така да не ги изгубам гледачеве кои можеби оние кои сакаат малку повеќе да те слушаат на тема твојата работа и кариерен развој надвор. Ајде сега си го прошетал светот, тоа го кажавме во најавата, ќе ги споменам пак земјите, значи Италија, Швајцарија, Данска, Холандија, Германија, Австрија, Турција како обучувач, стажирање во Соединетите Американски држави, повеќе од месец дена на Карибите и така натаму. Како никогаш не веќе сега знам зошто никогаш не ја напушти Македонија, но во најавата кажавме еден многу интересен феномен. Можеби една од земјите европски каде што најдолго се задржуваш е Германија и таму добиваш една неодолива понуда во тоа време да ти го откупат брендот Tattoo Skin Art Игор Механџиски 100%. Значи да го продадеш овој бренд по кој си уникат и си не знам база на кожната или тетовирачката уметност во Македонија и сега ти имаш моменти кога се крши во тебе една ситуација, сакам ајде тука да не го раскажеш. Тоа прво зашто никогаш не одлучи дека надвор каде што ќе беше милионер можеби до денеска не си замена и како одлучуваш дека сепак нема да се продадеш како бренд? Никогаш не размислував на начин да бидам иселеник од Македонија. Значи, дури и дружејки се со сите оние македонци секаде низ целиот свет, секаде каде што одев, наоѓав причина да се запознам со еден македонец плюс. Аха. Мислам,
тоа ми беше, мене ми е поубаво кога седиме македонци на маса и кога си разговараме за маките, дури и да се скараме не е никаков проблем, ама тоа да биде на македонски начин, едноставно тоа си е мое, си го чувствувам. Но јас заминав од Македонија како презентер. Значи сакав да ја презентирам македонската кожна уметност во светот. Покрај тоа што на некои места бев за да можам да се надоградувам, за да можам да идам скала по скала нагоре во мојата работа, секогаш сум сакал да дадам предзнак на еден нов вид на поглед кон кожната уметност. Како нешто кое што е од овдека, од Македонија. Затоа најверојатно и не ни останав никаде. Затоа зашто секогаш прво ми беше Македонија, па после се друго. Што станува збор за кога станува збор за брендот. Значи јас направив многу видувања со луѓе кои што се пионери, ти кажа, во светот на тетовирањето, и тие беа задоволни од она како јас, како помал од нив. Значи тоа се луѓе кои што беа постари од мене, кои што се пионери во самото тетовирање, и беа многу задоволни од мојот поглед на каде треба да се движи тетовирањето. Поради тоа, тие го валидираа моето име. Кога јас излегов посебно во Европа на таа тату сцена, бидејќи базата никогаш не ја тргнав, секогаш остана Скопје и Македонија, направив, и тие видоа дека тоа не може да го одвојат од мене, дека не може тоа да го купат, почнавме да зборуваме за еден нов вид на бренд. Добре. Тогаш го создадовме Macedonian Magic. Значи тоа е бренд за одржување на самата тетоважа. Добре. Еден вид на формула на крема која што се користи по тетовирањето, за да може тетоважата која ќе зацели, која ќе го добие финалниот изглед, да ги задржи сјајната боја, убавите линии да останат во рамките на она кое што е изработено и покрај пилингот на самата кожа. Затоа зашто види, на уметникот на платно му е многу полесно да го нацрта тоа како што е, затоа зашто тој го гледа финалниот момент во истиот момент кога ќе ја спушти четката. Тука завршувам. Така. Кај нас во тетовирањето не е тоа така. Значи, јас кога ќе ја спуштам машинката, јас треба да чекам не период од 15 дена, е прво периодот на заздравување на самата тетоважа. Година дена е периодот на првото сонце и првиот пилинг на самата кожа и трајноста на самата боја. 10 години е квалитетот на мојата изработка. Значи, еве, три дела дадов да појаснам. Ние прободуваме кожата. Така. Внесуваме боја во самата кожа и таа кожа, борејќи се против ново нанесениот материјал внатре во нашето тело, заздравува. Како и секоја рана. Така. По заздравувањето, таа треба да има нова кожичка, која што убаво ја прифаќа бојата и која што сликата изгледа онака како јас што сум ја замислил. После тие 15 дена имаме период каде што постојано сме изложени на природен пилинг. Значи ние како луѓе имаме природен пилинг каде што нели кожата ни се суши, ни е мрсна или ја изложуваме на сонце, па поцрвенуваме, па побелуваме, па имаме, тоа е шок за самата боја. Добро. Го имаме тој период и после тоа следува периодот од година до 10 години кога постојано е тој природен пилинг. Квалитетот на мајсторот се гледа после 10 годишната изработка. После 10 години
сето тоа остане во рамките на она кое што ти си го замислил, тоа е мајстор во тетовирање. Значи тогаш можеш да кажеш, слушам, има многу, ја ги почитувам сите артисти кои да се, но ова е закон во светот на тетовирањето. И од ова нема бегање ниту помалку, ниту повеќе. Секој еден тату артист не треба, ние малце сме артистите сите, мислам во секоја сфера сме малце поегоистични, но посебно тату артистите не треба да патиме од самокритичност. Значи самокритиката лега тука, во тие 10 години. Ако ти си самокритичен и видиш дека после 10 години мораш да се подобриш на ова или на она ниво, тогаш ќе станеш врвна мајстор. Само тогаш, никогаш претходно. Ти, како што кажа, јас ова им го кажувам на сите, бев 2 години, ме повика во Турција, многу добри пријатели, се запознав со нив. Турците, како што Господ ги дал, вечити трговци, истражувачи на пазар, влегоа и во светот на тетовирањето, и како такви запознав многу фини луѓе кои што едноставно кога видоа за што станува збор, кажа во ред, може ли на нас ни треба еден човек кој што ќе може ова се да ни го објасни, да дојдеш, да дојдеш, имаме одберено 10 студија, ние сме едно здружение со 10 артисти, сите тие 10 артисти да можат да дојдат до ова ниво, каде што ние ќе можеме тоа да го продолжиме низ цела Турција. Мене ми беше мило, драго, значи тоа е еден прекрасен сет на луѓе кои што така ме угостија, така ме дочека, што јас мислам дека дури и во животот не сум се чувствувал толку одважен како во таа Турција. Имено тоа ќе ми беше и следново прашање. Ти валоризацијата ја доживуваш, иако можеби не си ни свесен, ти рече дека стартот ти било промоција на Македонија и лична надоградба, не ги спомена ниту во еден момент парите дека ти се причина за заменување, што е повторно фасцинантно. Не поаѓаш од материјалните причини во сам личниот напредок, туку мислиш на мајката, како што ја нарекуваш Македонија, и бараш начин како ти да станеш подобра верзија од себе и од она што го работиш. Те препознаваат во Германија, да се вратиме само тука на овој дел. Тука сваќаш всушност колку многу голем си како бренд и одлучуваш, само ајде ова раскажи ни го, а потоа следното прашање ми е, се чувствуваш понекогаш дека си попрепознаен надвор отколку дома, или немаш таков печаток, таква тегоба еве? Не, немам таква тегоба, затоа зашто јас тргнав од многу малце во Македонија. Значи ние кога работевме со татко ми во Македонија, посетувавме градче по градче. Истата таа презентација што ја учев тогаш, значи ние го презентиравме тетовирањето, за да може да не изгледа тоа лошо, за да може да биде тоа... каква мисија? Да, буквално така. И од градче во градче одевме и јас запознавам секаде луѓе. И денеска јас се познавам со тие луѓе. Може би е генерацијски тоа останато од тогашното време, што едноставно немаше момент на несигурност дека јас ќе направам некоја грешка и дека ќе бидам засрамен за да можам со тој човек или во тој град каде што сум бил, затоа зашто сум направил некаква белја, веќе да не поминам таму и да не отидам. Еве до денеска јас секаде во секој еден град во Македонија имам пријатели, имам луѓе кои што се шалиме денеска во студиово, кажуваме веќе стануваме генерацијски пласирачи на таа уметност. Значи, дедовци почнаа да носат внуци, ја дедото сум го тетовирал, па син му сум го тетовирал, па сега и внукот ми го носи да го тетовира. Значи, тоа веќе генерацијски доаѓа. Без разлика дали од Прилеп, дали од Битола, од Скопје или од Куманово, од каде и да е. Не си од оние уметници кои ја користат секоја јавна прилика брзо и гласно да кажат дека државата многу малку го ја третира уметноста во Македонија? А повторно се човек кој успела да живее фино,
прилично стабилно, ќе го фатиме и тој дел, бидејќи ти си супруг и татко на 3 деца. 3 деца, кариерен развој во кој столбот на семејството, жената, прости ми на феминизмов и на вистината, тоа е тоа, успеваш да си ја одржиш фамилијата, односно семејството, а цел свет да го поменеш истовремено и да се развиваш истовремено и да си промотор на државава и така натаму и така натаму. Ова чисто како тизерче за да остана до крај на подкастов. Со нас не си еден од оние кои ја користат брзо приликата да кажат дека не се занимава многу институционално државава со уметноста. Не, јас сум од оние луѓе, како што кажав, се соживеав со времето на македонската демократија, на македонската независност и сакав да го заборавам оној стар систем и живеев по на парола на Кенеди. Што можеш ти да направиш за твојата татковина, а не татковината за тебе. Браво. Затоа зашто во комунизмот сите чека нешто да добијат од државата, без разлика дали е тоа позиција, дали е тоа вработување. Јас имав желба да бидам приватен бизнисмен. Не беше дозволено, ја гледав маката татко ми која што ја имаше во тие години кога замисли, еве, ќе ти кажам вака. Во тоа време 92 година кога татко ми ја побара првата, значи јас бев малолетен, ја побара првата дозвола за да може легално да се занимава со тетовирањето. Ние сега веќе не ни памтам кој беше тогаш министер за здравство, заедно со татко ми отидовме кај министерот за здравство. Неговите зборови на она кое што после неколку состаноци, значи тоа не беше од прв пат да ни даде дозвола, ајде сега вие занимавајте се слободно со бизнис. Затоа зашто ние баравме можност за бизнис, нели, живееме легално. Така е, легално да се занимаваме со бизнис. Баравме дозвола за тоа и неколку наврати моравме да одиме на состаноци за да образложиме кој е нашиот план, зошто ние тоа го сакаме, како тоа сакаме да сето да биде овозможено и на крајот кога ни го подпишува документот и решението за да можеме ние да го спроведеме оној друг дел од легализација на бизнисот, министеров ни кажува да знаете дека ова е на ваша глава. Значи, ова решение е повратливо. Ние ќе го следиме движењето, во еден момент на вашата грешка, сета оваа работа ќе биде нулирана и нема да биде дозволена да се работи во Македонија. А вас ќе ви се удри врз глава? Да. Значи, ние бевме одговорни од тој момент како тетовирањето во цела Македонија ќе се движи. Каква одговорност и каква самодоверба во исто време? Ете така. Ние јас благодарение најверојатно на татко ми имав толкава доверба од него дека јас тоа можам да го направам, иако искрено јас 92 година сум 16 години. Да, именно. Да, 92 година ми е првата тетоважа. Јас лично имам видено првата тетоважа на фотографија и е фасцинантна. За 16 годишен малолетник. Да, 16 годишен малолетник седнува тоа го прави и татко ми вика, ти си роден за ова. Да. Ова е нешто кое што треба да биде твојот главен приоритет. И јас тоа така го разбирам и од тука тргнувам, баш буквално разбирајќи го тоа така. Сакам да научам и сакам да бидам еден од најдобрите со тоа што во тој период не сакам, можеби ќе звучи малце лошо, не сакам да звучи лошо, а морам да го кажам, затоа зашто... Да. Ти си автентичен и не верувам дека е погрешно ќе да разбере публиката, бидејќи ја почитува, ја цени, ја доживува автентичноста, така да терај, слободно кажи го. Моментите 94-95 година, кога за прв пат сакам да се организираме како луѓе кои што тетовираат во Македонија, контактирајќи со неколку ликови кои што на црно се занимаваат со тетовирање низ Македонија, им кажувам дека можеме да бидеме повеќе. Дека можеме повеќе да се истакнеме, можеме да излеземе надвор и да го презентираме тоа како
онака како што ти кажувам дека сум сакал да го презентирам. И си го правил? Да, но од страна на колегите, да кажам, Во тоа време? Имаше како еден вид на комплекс од пониска вредност, дека ние тоа не можеме да го достигнеме. Кај нас дека тоа не е толку развиено, дека не можеме ние да станеме таков вид на уметници и дека ние треба да си гледаме по андерграунд да го работиме тоа, отколку да се изложуваме толку на јавен суд. А која е поентата на постоењето ако тоа не се прави апсолутно си во право? Како заврши потоа сето тоа? За колкав број на луѓе се работи во тоа време? Колку сте да речеме? Во тоа време мислам дека бевме 4 или 5 вклучително со мене. На ниво на Скопје само или во Не, на цела Македонија. Сериозно? Да. Добре. Од тие 4 или 5 добив поддршка, фактички 5 со мене, значи од тие 4 добивам поддршка само од еден колега, кој што исто така сака многу да се надоградува, додека за другите тројца беше многу важно како ќе заработуваат и колку ќе заработат. Македонската приказна раскажана преку овој пример. Ето тоа. Еве некако вака метафорички или Ја, како и да. Јас знам дека ако го погледна тоа, дека сигурно ќе се препознаат тие кои што мада И сигурно и сакаат. да. Верувам за оти што ќе изгубиш, нели, поентата на животот е да се обидеш, каењето дека не си се обидел може поголема травма и револт па и други последици да донесе отколку да се обидеш па да не успееш. Мада искра мене ова не ме демотивираш. Значи јас и понатака разговарав со тие ликови, јас и понатака им кажував дека треба да се движи. Ја бев тој кој што нив прв пат ги однесе на тату конвенција да видат што е повеќе тетовирање. Затоа зашто постојано им објаснував луѓе, ние во Македонија немаме никакво производство на никаков материјал и на ништо друго. Ние користиме овдека, значи користиме само луѓе кои што ќе ни дојдат како клиенти за да можеме да ги изработиме. Сето она кое што го користиме ние го внесуваме од странство. Зошто? Имаме ли сега се што ни треба? Го објасни оној делот со твојата бренд, односно твојата крема, условно кажано, за третирање подолгорочно на тетоважата, да живее и да биде убава. Имаме ли сега доволно се што ви треба за овој тип Не, на ние и уметност? понатака немаме домашно производство на база на материјали за тетовирање. Значи сето тоа е увезено, сето тоа е купено од странство и ние Од каде го купувате? Од секаде? Кој како каде се снајде. Но можеш да си замислиш, значи ние ако јас боите ги купувам од Европа или од Америка, плаќам европски цени, а овдека наплаќаме македонски цени. Да. Затоа и мене не ми е битна, значи заработката е доволна. Не мора да се задржуваме на заработката затоа зашто на запад многу повеќе заработуваат од нас. Ако ние почнеме да се мериме на нивото на заработка, нема да ги стигнеме, тоа е реално, затоа зашто едноставно стандардот таму е таков, кај нас стандардов е тој кој што е. Во која земја има најразвиена култура на уметноста на кожата? По сите параметри. Па мислам дека тоа е Америка. Америка буквално ги третира значи одредени држави, да се разбереме. Во некои држави во Америка дури тетовирањето и е забрането. Интересна. Да. Интересна Значи дистинкција. тоа Од до. да, има од до. Пак високо развиено. Но во државите како што е Калифорнија, тоа е на невидено високо ниво. Значи тие се третирани како уметници кои што немаат веќе потреба како кај нас да имаш дуќан негде видлив на некоја уличка, туку функционираш На приватна клиника. Се шалам. Не знам. Функционираш Мислам, во во рамки на здравствените установи толку е култура. Така е, ти од здравствена причина, здравствено е така како клиника, од тој аспект. Како услови за работа Да, е. но јас како уметник ти кажувам дека тоа е уметник кој што си откупил некоја брвнара во некоја планина во Калифорнија, која што е стотици километри оддалечена од најголемиот град во Калифорнија и работи на системот 2 дена, 3 дена во неделата. Значи сето друго му е припремање, значи цртање, творење за да може да Баш представи, уметност. да. Во
на најголем начин представено како уметност во Америка. Еден си од ретките кои уште ја практикува личниот белег да ја го даде на одредена тетоважа и рачно ги доработуваш, освен ако нели не е упорен клиентот па стигне со некаква Така е. интернет Pinterest или друга некаква варијанта. Така е, тоа е и тоа е најголемата нешто што болка. мора да се знае. Па добро, верувам, меѓу тоа е нешто што треба да се цени. Не можеш на таа тема, значи ние работиме на клиентите да им дадеме услуга. Не можам можам да спомнам, можам да кажам дека можам да направам подобро и можам да направам повеќе. Доколку од другата страна упорноста е голема, Имено. тогаш тука завршува целата приказна. Најлесно е да се направи копи-пейст, но затоа ние сме уметници, за да не изиграваме фотокопири. Така е. Ти, кога некој ти донесе слика од Pinterest, ти си буквално фотокопир, само правиш копи-пейст. Имено. Нема. Мажите или жените повеќе тетовираат македонски символи? Да ти кажам, многу време работевме и со колегиве, еве да ги малце да ги спомнам и нив на оваа тема, на дизајнирање на македонски тетоважи, дизајни македонски кои што ќе ја отсликуваат македонската култура и македонската традиција. Прекрасно. Да ти кажам, македонецот почна да ужива во таков вид на уметност. Како Ако- да си ги читал прашањева? Добро. Ако тргнавме со она, доаѓа човек да го тетовира името на својот новороден син, например, и синот е Бојан, и тој тоа сака да го направи на латиница, и јас му кажувам, аман човек, зошто на латиница, дај бе кирилица. Автентичност и уникатност и значењето е вистинско. Така е. И од тука тргнавме. Значи, тргнавме од простата кирилица. Да стигнеме до плетките од македонската иконографија, до сите оние архитектури македонски, каде што може да се фати белек на нешто македонско, прозорче, светоглед кон светот, кое што ќе биде баш од некоја автентична македонска куќичка. Да. Значи, на таа тема, значи, секоја чест, но ова е, јас затоа и ги фалам. Уметноста во Македонија, децата, значи новите генерации на уметници, кои што излегуваат, навистина се врвни уметници. Значи не станува збор за техниката тука, него за фантазијата. Значи нивната слободоумност е на највисоко ниво кое што можеби некаде ни на запад го нема тоа. Значи тие решаваат дека сакам со тој стил да го изразам тоа и тоа, и јас се восхитувам на таквите луѓе. Без разлика каков и да е. Која тетоважа со македонски мотив ти оставила најголем впечаток или најмногу ти значи, ти е незаборавна која си ја сработила? Јас знам неколку кои сум ги видела лично. Која ти е ета така, посебно? Па не знам да ти кажам, мене сите ми се мили. Знам дека тука е Гоце Делчев, освен 16 кракото сонце, односно знамето. Сите ми се мили, не можам да издвојам, затоа зашто ќе се навратам на она кое што го кажував претходно, дека тоа е разговарано со секој еден човек посебно. И има причина зошто е Гоце Делчев, зошто е Сандански, зошто е Христо Узунов, зошто е, како што кажавме, прозорец од македонска куќа, каде што сонцето зрачи. Сето тоа се, ајде да кажам, доживување од животот кои што се искажани на кожа. И немаме ние толку време јас да ти ги објаснам сите тие приказни позади секоја таа една Може тоа. па и цел серијал да направиме, од каде знаеш како ќе излезе ова. Ако почнам ова гледаност. ако почнам да ти ја објаснувам секоја една тетоважа со она кое што
сме го почнале, како обично 16 крако сонце, па сме завршиле до куќа каде што зраците поминуваат низ прозорот и светат кон една одредена точка, значи тоа е цела приказна. Така јас сакам да работам, така научив и мене ми е многу мерак што тоа е вистинскиот начин на тетовирање. Значи тоа кога јас не сум знаел дека тоа така треба да се движи кога сум бил помал. Сум дошол во еден момент на мојот живот да видам дека всушност ова е поентата на уметноста, ова е поентата на тетовирањето. И ми е мерак што знам дека секој еден кој што се занимава со оваа работа ќе дојде до тој момент, ако веќе не дошол. Успеваш ли генерацијски сега оваа силна ваква љубов, жар, знаење да го пренесеш на твоите деца? Ќе те наследат ли? Не сум никогаш бил човек кој што сакам да некој од моите деца да ме наследи. Или да притискаш? Да притискам. Сите се талентирани за цртање. Уште од мали нозе си игравме со цртање кога ги боевме оние боенки од градинка па понатака. Имаат талент, но желбата за овој бизнис не е само талент. Затоа зашто она кое што јас го имам во студиото е веќе, како ти што кажа, бренд кој што треба да го движиш нагоре. Одговорно и со дисциплина. Така е, не да го вратиш пак од почеток, па да го движиш. Затоа зашто и тоа е едно од моите деца. Именно четвртото дете или па првото е ова во суштина? Во суштина. Во суштина е првото. И сега се подудара најмалото, значи со најстарото, ако така ги гледаме, да сакаат да се дружат. Гледам најмалиот син веќе подолг период сака да ме дружи во студиото, доаѓа, му објаснувам, се нафаќа, веќе ја направи и својата прва тетоважа. Дали историјата се најжив се повторува? Најмалиот е тука некаде 5-16, така? Или не, како беше? 18 години. Најмалиот беше 18. Најмалиот. Добро, 2 години подоцна од твојот старт. Значи пак е тука некаде. Така е. Почнуваш, да. Периодов е потполно добар за да може тоа да го продолжи, ќе видиме. Не вршам јас никаков притисок, сепак тој знае со што сака да се занимава. Јас барем кога станува збор за децата и за семејството, како што правевме мојот претходно, секогаш сум оставал затоа зашто сум бил на одредена далечина, сум гледал да не биде тоа многу време, сум отсуствувал од дома по 2-3 недели, некогаш и по месец дена, и кога ќе дојдам, ние сме имале ајде да не кажам фамилиарни состаноци, него моменти каде што седнуваме на маса и сакаме да си се изнакажуваме се што сме пропуштиле за тоа време, така да секогаш било спонтано низ разговор да се движат работите. Да не биде јас сега ајде ти ова супер си, добар си, седнувај, работи и од тука натака ова е твоето што треба да го тераш. Ке видиме. Ти се премногу искромен и што е добро. Една фина особина кога станува збор за твоите деца, обично уживаме да се фалиме колку се тие успешни и се малку овој другиот дел на истражувачко новинарство ми помогна да видам сериозно амбициозни деца кои и се многу самостојни, кои се образуваат, па и студираат надвор, се обидуваат, имаат подолги престои в странство, се враќаат, прават од себе, градат индивидуални приказни. Како е тоа возможно, Игор, кога си ти, еве, нели, во патриархатот, авторитетот во семејството кој го нема, да речеме, долго време е отсутен, сопруга која треба да ги одржи, воспита, усмери во вистински правец сите тројца, и на крај како е тоа воопшто можно, бидејќи знаеме дека современието ни е обременето со динамика која не ни го стимулира развојот на висок праг на толеранција, туку напротив сведочиме на кратки бракови, разводи со по едно дете и така натаму. Како се успева да се одржи оваа заедница? Вие не сте стара генерација. Сепак сте, ти си 76-та година роден, неколку пати повтори, децава ти се релативно веќе возрастни, најмалиот 18 години, што значи бракот ви почнал рано. Љубов е тоа или како се одржува на ваква заедница? Љубов? Кој е спасителот? Морам да кажам дека е сопругава 200% со убедена тука. Види,
благодарение Се шалам, ти ќе си кажеш. Не, во ред, не, во право си, затоа зашто тоа е најверојатно карактеристика. Ние сме борци. Значи во животот да бидеш борец, мислам дека е најважното. Лична карактеристика, карактерна збориш за вас двајцата и ви сопругата. Точно така. Посебно за сопругата. Затоа зашто да бидеш, не сакам грубо да звучи, дека јас сум ја оставил на самата себе си кога не сум бил тука. Со 3 деца да нагласим. Со 3 деца. Значи, да не биде дека сум префрлал некаква одговорност, колку сум можел, сум помагал. Значи, мојата патриархално воспитана улога во семејството било да придонесувам кон семејството, да можам што повише да донесам приходи и се, но борбата за поубаво утре нас не направила да бидеме луѓе кои што решително ќе го движат патот на она кое што сме решиле да се изградиме самите себе си како семејство. Децата да разберат дека не треба да бидат луѓе кои што треба да очекуваат нешто од некој друг, треба сами да создаваат. Значи, истата таа особина да ја наследат, да ја истренираат, да ја усовршат и да бидат многу подобри од мене и од мојата сопруга. Најверојатно разбирањето кое што го имаме е љубовта која што Леле, совршено. Само што ќе го извлечев сега, ја заклучокот така не го кажеш ти. Базата е всушност љубовта. Точно. Љубовта кон себе си, кон работата, кон семејството, значи се потекнува од љубов и на крајот на денот точно таа ја гледаат и сега во вас. И после многу години, после сите премрежи. И нема поздрава база како човек да се развива. Затоа зашто после толку години тоа е веќе природно. Ние буквално израснавме со сопругата заедно. Значи, сите оние цели кои што ги имавме претходно зацртано ги остваривме. Во меѓувреме додадовме нови цели кои што ги имаме во животот. Ги врвиме тие цели и затоа најверојатно се уште се чувствуваме така помлади за да можеме да успеваме што повеќе и повеќе во оние цели. Што и квантитативно математички е така, апсолутно. Ти се верували дека се збориме 1 сат и 15 минути, а имам уште прашања, па ќе се дозволам да пробијам. Јас кога погледнав колку е часот, всушност, ми иде време така, мене топ. Малце време поминато. Малце пак историски сум запишала тука еден интересен статус на како твоја објава на социјалните мрежи, на фотографија пред споменикот на Јане Сандански. Во Бугарија ќе напишеш далеки од исток. И веројатно иронично заради тоа што проблемите што Бугарија ги има со Македонија не тера да се оддалечиме од овој можеби најблизок сусед. За да ја заокружиме таа историско современа проблематика. Каде е коренот на проблемот? Кој е најодговорен што работите меѓу Бугарија и Македонија стигна до тука? Односно проблемот што Бугарија го има со Македонија стигна до тука. Мислам дека балканскиот карактер е проблемот. Затоа зашто Бугарија е поголема држава од Македонија, економски, територијално, значи тие во балканскиот стил би се чувствувале како лузери кога ќе признаат каде сгрешиле. Затоа зашто ние сме поголемите и сега ние да признаваме дека во времето на Тодор Живков ние не успеавме да ги интегрираме македонците онака како што треба, значи како што се до ден денес. Така. Значи види во Бугарија на темата Македонија и македонци од времето на Тодор Живков не е ништо сменето. Пред Тодор Живков не било така. Значи, во Бугарија ние имаме видни бугарски општественици кои што македонското и македонците го признавале, почитувале така. И на педиестал го ставале. Така. Да бидеш македонец ти во Бугарија било многу успешно. Тактиката на Тодор Живков е вицот, не знам дали го знаеш за жирафата, во Бугарија нема такво животно.
Значи, тоа е тактиката на Тодор Живков. И Да, денеска, црн хумор, затоа и се насмеав. денеска, денешниве политичари во 21 век тоа го спроведуваат. Значи, седнуваат на маса 10, 15, 20 македонски здруженија, ова бугарски здруженија од Македонија, кај председателот на Бугарија Румен Радев, тој ги гледа пред себе, тие разговараат за етничките проблеми, за она што сакаат да направат во иднина, како сите општественици што треба да разговараат. И доаѓаш до моментот кога нашата почитувана председателка нема здружение со кое што да седне да разговара на таа тема. Ние немаме признаено македонско малцинство, немаме дозволено здружение во Пиринска Македонија, каде што затоа јас кажувам дека тоа е за мене како македонец најголема болка. Значи најголем криминал. Значи може е лош зборот, но буквално е така. Македонците се убиени во Пиринска Македонија. На нив не им е дозволено да постојат, затоа зашо и сега денеска некој да се чувствува како македонец, не третирајќи си ја, не негувајќи си ја својата култура, традиција, јазик и се она, тој генерацијски изумира. Значи, Што би им одговорил на оние кои сега има друга матрица ментална, различна од твојата, но и од мојата, и на сето ова што го слушаат ќе речат: дебе човек, уметник си врвен и бренци, цел свет си го прошатал и уште тука си со перцепцијата на темата ваква. Оние кои мислат дека сме ние закоравени, сме ние небањати и така натаму, кои ова вака сакаме да го зборуваме и да го... Што би им одговориле ве сега? Оној треба да сватат дека е најважен почетокот. Она што го кажав, љубовта кон татковината. Ако мене Македонија ми е мајка, секој еден македонец, каде и да е низ целиот свет, ми е брат и сестра. И сега, да посакувам смрт на брат и сестра, да не се грижам за мојот брат и сестра. Значи, болката на македонците во Пиринска Македонија и моја болка, и јас сум македонец, јас сум повреден со тоа што им се случува на нив. Како другчија да реагирам? Значи, ако сега гледаме се случува еве во Скопје сообраќајна незгода, не дај Боже, загинува некое дете, мене ме боли тоа, младо дете македонче, наше, значи нормално. Ама која е разликата со овие што се... Имано. Значи и тие, јас затоа кажувам, сликовито го кажувам дека се убивани, но тоа е реалноста, значи тие од кога ќе отидеш во Бугарија, кога ќе ти кажат дека таму со македонска крв се 2,5 или 3 милиони македонци и ти ги прашуваш и денеска колку се и он ти вика хајде да кажеме 30, 10.000, 20.000, некоја. И сега, од 3 милиони до 10, 20, 30.000, каде заминаа тие луѓе? Имено. Значи, тие се избришани. Значи, тоа е систематско бришење, намерно, преку политиката, систематско бришење на еден народ во друга држава. Што е, бе? Кога ќе му кажеш... Ниту е демократски, ниту е хуманистички, ниту е... Затоа сакав да кажам, кога ќе кажеме на... се лутат, кога ќе им кажеме фашистички окупатор, а да го премолчуваме денешниот фашизам. Не е тоа фашизам. Модерен, апсолутно, неофашизам, така Значи, се Хитлер исто така сакал систематски да ги истреби во тоа време со такви алатки, условно така речено. Денеска повторно ние доживуваме истребување на еден народ во друга држава. Зошто? Затоа зашто па вие како македонска држава треба да се заинтересирате за тој народ. Не бе, пријател. Значи ти во твојата држава треба да изнајдеш систем како тоа културно богатство да го ставиш на највисок педиестал за да биде богатство за тебе во твојата држава, не за мене. А и за да има развој и соседство, бидејќи тоа... Така ќе има добрососедство, така ќе има пријателство. Ако македонците во Бугарија не бидат признаени
Како бугарите во Македонија? Едноставна е работата, ти можеш и дома да се скараш и со брат и сестра, никогаш со соседот не можеш долго да издржиш да бидеш лют. Најмалку со првиот што е до тебе, бидејќи секогаш за нешто ќе се затребате. По таа некоја логика би требало и ова сето да го надминеме. Колку е клучна улогата на уметноста во зачувувањето на идентитетот македонски? Многу. Значи, уметноста е дел од културата. Значи, не само тетовирањето, значи секој вид на уметност мора да биде повеќе изразена. И моја препорака е на секој еден уметник да почне да ги следи трендовите кои што уметниците на запад вешто ги користат. Нема потреба од кој знае каква промоција од државата на таа тема. Ако ти, твојата уметност, ја сватиш како лично твое дело кое што треба да го представиш на секое едно ќошченце, значи, тогаш државата ќе види дека твојата уметност вреди како нешто кое што треба да ти помогне утре, па ајде да го изнесеш надвор за да ја презентираш Македонија и тоа да биде како македонска уметност. Ти напиша стратегија во неколку зборови сега Да, ама веќе. не, тоа е, значи ова е нешто кое што веќе неколку години наназад на запад уметниците го следат тој тренд. Денеска со интернетот, со сите оние можности кои што ни ги дава 21 век, тоа е толку многу лесно и едноставно што нема никаков проблем. Само треба да се размислува во вистински правец. Ние како македонци малце секогаш сакаме да најдеме некоја кривина, некаде да се соцкриеме. Не мора. Право по патот, успехот е таму на крајот на тунелот. Значи ти право, тунелот, поминуваш темнината, светлината е од другата страна. Тоа се контрастите. Како ќе знаеш дека е светлината ако не го поминеш тунелот, имено. Последно прашање да ја заокружиме вечерасна емисија, која верувам дека е прво гјурна сите стереотипи за уметноста на кожата во Македонија и втора беше исклучително едукативна. И мислам, едва и чекам да ги видам рейтинзите прво на екран како ќе помине на социјалните мрежи, е видливо и веднаш. 35 години бренд Игор Механџиски, собственик на Tattoo Skin Art, односно баш македонскиот бренд за уметност на кожата. Има ли некоја најнеобична случка што нема да си ја заборавиш дома и надвор од дома? Што буквално ти текнува на секоја една седенка да ја раскажеш, што е најнеобичното нешто? Што нема да го заборавиш. Еве не мора на двете места да се мачиш, да се сетиш. Леле, нешто на прво. Толку многу работи. Јас сум многу лош во бирање. Значи, кога ќе ми се направи една слика пред очи, од 10 работи да изберам една и да кажам, бараш погрешна работа од погрешен човек, но еве, ќе ти кажам дека сите оние личности кои што сум ги запознал во животот, надвор. Добре. Имаш фотографии со познат музички бенд двајца или Гришка сум, или не? Не. Најпознатите двајца, ајде сега, ја видов фотографијата во студио. Ајде подсетиме, келјавите тетовирани, сериозно. Тоа се едни од значи, да, знам за која слика мислиш. Тие се луѓе кои што воведуваат една нова практика во оваа уметност. Не се тие се луѓе, едниот е за прв пат во светот е познат со техникава за боење на очи преку тетовирање, а другиот е за прв пат пробува да става импланти под кожа кои што би изразувале, например, сака да ја зголеми вилицата или рокчиња да стави да има како нешто у таа смисла. Тоа се тие луѓе. Нив сакав, значи ме прекина, тоа ми е поентата. Тие луѓе за мене значајно на тоа е што тие луѓе скршија многу стереотипи од она кое што
Јас се познавам како човек кој што излегол во тие млади години во странство. Многу работи кои што ми биле посочувани и на кои сум бил учен овдека во Македонија, испаднале дека не мора да се под дефолт такви. Таму научив и тоа го истакнував. Таму научив дека човек не се суди според изгледот, него човекот е онаков каков што ти пристапува на тебе. Значи може да биде добар човек, лош човек, каков и да е. Значи ти треба да го погледнеш тоа, а не да го видиш и веднаш овој види како изгледа, не е добар. Многу интересна филозофија на живот, освен она која гледам дека ја практикуваш, а тоа е го оставам животот пак и сам да ме води, му верувам и нека тече. И ова е многу интересно. Тоа значи дека до индивидуалната перцепција, целата суштина, ништо не е во тоа како... Тоа е сплет на околности. Да. Значи, мене... Значи, јас сум тргнал овдека, индоктриниран, научен како македонец, да идам да следам се и се симнувам таму некаде на некој булевар, гледам огромен град, многу коли врв улици и си викам, овие луѓе ми се сомнителни, не знам таму да не доживеам нешто, овдека не знам дали да идам, уличкава ми е премногу темна, а ти всушност онаму каде што можеби највише ти е страв, ќе го доживееш најубавото надвор од комфортната зона. Ете така. Баш така. Ајде тука сега да те искористам уште за една куса порака за младите. Бидејќи ова е некако шлак на цела оваа емисија и целата едукативна преку час и половина содржина вечерва. Што им порачуваш на младите во Македонија? Вака на прво. Сакав прво за твоите наследници како артисти, млади колеги, ама не нека биде генерална порака. Генерално сакам да им порачам да си ја сакаат татковината. Од тука извира енергијата, од тука извира она кое што тие понатака ќе го носат во својот живот. Поради тоа мора да го негуваат. Значи тоа е една работа која што мора да ја разберат, мора да ја научат дека негувајќи го ова овдека кое што го имаат, ќе успеат каде и да отидат. Затоа зашто картата им е овде. Овдека тие стануваат личности кои што ќе бидат ценети не како некои луѓе кои што ќе отидат да бидат работници некаде во странство. Не да ги искористува друг систем, не да ги искористува друга држава. Туку тие ќе покажат дека можат да отидат некаде другде, да дадат една точка повеќе за македонското значење во таа држава и повторно да се вратат да бидат успешни пак тука во Македонија. Ние денеска патиме од моментот кога младите, размислувајќи дека имаат подобар живот некаде другде од Македонија, постојано заминуваат. Многу голема грешка е тоа, но тоа не можеш да го објасниш ако немаш живот на школа. Да. Значи, за тоа не ти треба никаков факултет, никаква магистратура или докторат, за тоа ти треба живот на школа, затоа зашто... И соодветно родителско менторство. Ете во така. форма на воспитување. Ете така. Значи, ако тие сакаат да работат и да бидат искористувани, можат да бидат секаде во светот искористувани како работна сила. Она кое што тие го оставаат овдека во својата татковина е нешто кое што е бесмртно. Значи, дури и кога нас не нема, преку нас она што сме го оставиле продолжува да живее. Ако се концентрираат на тоа, и многу поуспешно ќе живеат и многу посреќно.
Игор ме остави мене без зборови вечерва, не го познавав ово Игор искрено и ми е чест што беше тука. Знам дека со тебе се гордеат и твоите кумановци, заборавив да кажам. Потеклото каде Игор всушност му е родното место. Така е, јас сум кумановец. Ето така, поздрав до сите кумановци, поздрав до еден од најубавите дијалекти во Македонија. Ти благодарам што вечерва ги урна, мислам дека стереотипите на оваа тема и овој вид уметност кои живеат. Може би не толку силно како во минатото, ама се уште ги има во Македонија и ти благодарам за оваа историска исклучителна лекција, раскажана на еден многу интересен стил и начин, за мен исклучително привлечен и разбирлив, а се надавам дека барем за еден млад човек исто вака ќе биде доживувањето. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам Искра на поканава, ми беше чест. Се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни од ова кое што имав да им го кажам. Па во некоја наредна прилика се надевам се гледаме повторно. Не дај Боже само да одлучиш да го продаваш брендот, за убаво да се гледаме во развој на компонента, може би па и некој од твоите наследници, од деца во уште еднаш фала. Почитувани, мислам дека различна тема, различен стил вечерва на дискусија и на разговор, поинаков гостин, нешто што заслужува внимание. Би рекла и се надавам дека ова ќе го почитувате и дека ќе го споделувате и дека ќе им го дадете како домашна задача на вашите деца, бидејќи има што да се научи од Игор Механџиски вечерва. Ви благодарам на вниманието, живеете со Алфа.